Спонзорирано од Кафе Портал. Почитувани, време е за новото издание на Спорт Интро, последно за оваа 2016 година. Во ова издание зборуваме за фудбалскиот клуб Пелистер и за неговата младинска школа, како и анализа на досегашната сезона на кошаркарскиот клуб Пелистер и нивниот последен надпревар за оваа година. Останете со нас. Младинската школа на Пелистер се враќа на старите патеки. Од Битола во минатото излегоа голем број на фудбалери, кои покрај нивните настапи во клубовите во Македонија и странство, успешно го бранеа и националниот дрес. За плановите во иднина на младинската школа, од материјалот во продолжение. Младинската школа на фудбалскиот клуб Пелистер е една од најуспешните и најплодните во Република Македонија, од која во минатото излегле голем број на фудбалери кои во моментот настапуваат во клубови од државата и во странство. Дека истата повторно се враќа на старите патеки, потврдува и доделувањето на благодарници на сите членови и помагатели на клубот, а школата во иднина ќе атакува на сите трофеи во првенствата и куп надпреварите. Како помина оваа церемонија, да погледнеме во продолжение. Што се ќе се случува денеска? Ние ова го домислуваме малку како завршен дел на, така да речем, може и успешна сезона на овие млади категории. Ние ќе бидеме презадоволни кога ќе креваме пехарите во нашето првенство, во нашиот куп. Меѓутоа, она што беше порано. И сега имаме голема разлика и сме на добар и одличен пат да дојдеме до едни признанија за нашите млади дечина, кои што и во минатото беа како поттик, како потреб за сите генерации што доаѓаат во иднина да стварно името на Пелистер биде тоа на правото во Македонија. Бидејќи се работи за овие млади категории, на што се најмногу се посветува внимание кога се работи со нив? Прво и основно е воспитувањето. Значи да изградиме прави личности, здрави личности за ова наше општество и нормално после тоа специјално веќе подготовка, одиме на подготовка физичка, во тренажниот процес, максимално приклучување и финалниот производ е квалитетен фудбалер за првата екипа на Пелистер, кој ќе биде во првата екипа на Пелистер, значи потенцијало и за македонска репрезентација. Покажуваат ли најмладите карактери и посветеност посебно на тренинзите? Целокупна состојба наша, знаете каква е, во моментот се трудиме порано, имавме други пристапи кон оваа работа. Сега во поново време со модернизацијата и компјутеризацијата веќе се менуваат дека работи, меѓутоа ние се трудиме и ќе се трудиме да нашите играчи бидат максимално дисциплинирани, спортски изградени и да изградиме прави личности за ова наше друштво. И на крај би ве прашал дали сте задоволни од бројката која имате во младинските категории? Видите, моментално имаме 220 членови, во период после април има негде 300 се движи тоа. Мислам дека сме задоволни. Пелистер ќе стимулира квалитет, бидејќи еве сега и првата екипа веќе дава некои нови насоки со учеството во овие ќе почни, се надевам, учеството на тие еврокупови и мораме ние да вадиме врвен квалитет кој што ќе се носи успешно со европските екипи. Во однос на младинската школа, организационо како е поставена и како сте вие задоволни во однос на тоа како функционира? Значи, првен голема благодарност до вас, како медиум, што ја поддржувате младинската школа.
да кажам, организационо младинската школа тргнува по едни напредни, добри чекори. Значи, општо и како школа, ние сме поделени. Значи, цела школа ја води координатор Науме Лямчевски, кој е одговорен за се околу школата, за резултатите, за сите тие работи. И вториот дел од школата, која го водам јас, значи организациониот дел на школата и сите технички работи што се околу нашата школа. Значи, од промените во ФК Пелистер, кои сите добро ги дајте и знајте, значи сме моментално на едно многу повисоко ниво. Тоа се однесува и на резултатски и на организационен план, а за тоа најпоке имат вина, да речем, новите собственици, значи нашиот председател Цветан Панделевски, нашиот директор Влашко Кочовски, исто така голема благодарност до градоначалникот на општина Битола, до советничката за спорт во општина Битола Гордана Бошевска и како една целокупна работа е ова сега што го гледате со младинската школа на ФК Пелистер. Значи тука мислам дека ќе продолжиме да работиме во нагорна линија како што треба и како што заслужува овој град и ова име ФК Пелистер. Може ли во иднина, еве да кажеме, Пелистер организацијски да биде европски клуб? Па значи вака, значи кога ќе тргнеме нашиот прв тим ФК Пелистер, се бори за Европа, има полуфинале на куп, значи мора да работиме и ние како младинска школа така. Значи моментално мислам дека Коцки да се сложи во Пелистер. Голема благодарност до нашите спонзори. Значи знаете сите, тука е Зик Пелагонија, тука е Пелистерка. Значи имаме ни гиганти што стојат зад Пелистер и мислам дека резултатите ќе дојдат сами по себе со наше залагање, со наша одговорност. Значи можам сега јас да ви кажам дека за разлика од претходните години, после многу време, значи после неколку години имаме генерација 2001 година кој такмичи во Суперлига Македонска, што у ден денес активно се бори за прво место во Македонија, заедно со Вадар и со Шкендија. Ние бевме до 2 кола пред крајот и први. Значи ќе продолжиме така да се бориме од година и со сите други генерации. Значи нема Пелистер кој ќе да стравува за опстанок, туку Пелистер ќе биде меѓу првите екипи кај што му е и местото. За останатите други, значи за детските лиги, Пелистер е во Битола неприкосновен. Значи 2002 лани беше шампион на Битола. Сите наредните 2003, 2004 како што одат, значи Пелистер ќе биде неприкосновен. Тоа можеме да оветиме јас и координаторот со овој тим што работат околу нас, со нашите собственици и со помошта од општина Битола. Ова прилика ја користам да му се заблагодарам на сите деца кои идат редовно на тренинзи, кои пожртвувано идат и работат и тренираат во ФК Пелистер и исто така не смеме да ги одминиме нашите тренери кои се нон-стоп на стадион, нон-стоп се со децата и ради тоа идат и овие услови. Значи обезбедени се одлични услови, тренираме на рефлектори, Пелистер ќе се движи како еден голем европски клуб. На битолската јавност сигурно сте и познати како еден тренер во младинските школи од дамнешни времиња, долги години. Како е да се работи со овие деца од најмалино за да се оформуваат како фудбалери во иднина? Прекрасно е чувството да се работи со деца кои се талентирани, кои се разликуваат од останатата популација на деца кои имаат огромна желба и мотив да станат големи фудбалери. На што посебно се посветува внимание на тренинзите со овие деца? Значи покрај стручната работа, значи покрај делот на работата на техничко-тактичките елементи, моторичките елементи, големо внимание посветуваме и на целокупниот развој на децата, така да во пионерско-младинската фудбалска школа на Пелистер имаме комплементарен развој на децата, значи развојот на целата личност. Се забележува ли што од овие години некаков квалитет кај нив и дали можеме да очекуваме во иднина и да наступуваат и за првиот тим на Пелистер? Сигурно. Значи сигурно во Пелистер од секогаш иделе најталентираните деца, не само на ниво на Битола, туку на ниво на Македонија. Пелистер како клуб со традиција кој бил расадник на таленти и кој бил
промотор на млади играчи. Значи, во секој случај има деца кои уште од сега најавуваат дека имаат талент за големи фудбалски дострели. Драган, би сакал да те прашам во однос на тренинзите, на што најмногу посветувате внимание, бидејќи се работи за деца од мала возраст, бидејќи тие се уште треба да се оформуваат како луѓе и во иднина, сега како фудбалери, на што најмногу посветувате вие како тренери внимание? Па добро, во овие млади генерации најважно е децата да ги насочиме кон спортскиот дух. Значи најважно е да се занимаваат со фудбалот, љубовта кон фудбалот да му ја посочиме еден здрав начин на живот во малите генерации. Најчесто кај нив се работат основните работи со кои тие подоцна би можеле да се вклопат во фудбалската игра, но сепак ќе повторам, пред се најважно е за нив да го засакаат фудбалот, да знаат што е Пелистер, кој е Пелистер во овој македонски фудбал и понатаму да се изградат како едни прави личности со што ќе му се во животот ќе добијат некои добри навики, без разлика дали ќе продолжат со фудбал или ќе се насочат на некој друг спорт. Во однос на тренинзите, еве од нивна страна, дали покажуваат карактер и посветеност? Па морам да признам дека многу голем квантитет на деца има во нашите групи, значи сите сакаат да играат во Пелистер. Имаме голем број на деца, значи покушаваме да му можеме прав тренинг на сите, на секој дете поединечно да му врниме внимание и за сега тоа вродува со плод на овие генерации. Во минатата година значи првпат освоивме регионално првенство на Битола од 2007 година, што е голем поттик за останатите генерации и се надевам дека годинава со останатите генерации ќе видиме меѓу првите сигурно во овој регионален дел, во регионалната лига на ФФМ кој што ја организира. Организацијски поставено, клубот функционира нормално со сите потребни услови, што поставува темели Пелистер во иднина да биде еден европски клуб. Во младинската школа на ФК Пелистер во моментот членуваат над 200 деца од Битола и околината. Во пролетниот дел тој број достигнува и до 300, кои на тренинзите покажуваат карактер и посветеност, еден ден да го носат дресот и на првиот тим на Пелистер. Кошаркарскиот клуб Пелистер со триумф ја заврши 2016 година. Битолчани на последниот надпревар со кошот на 4 секунди до крајот дело на Фил Хокинс стигнаа до победа против екипата на Охрид, трета оваа сезона за пелистерци. Во одличен надпревар, Пелистер на домашен терен во самиот финиш успеа да го скрши Охрид. И двете екипи добро го започнаа надпреварот. Водството се менуваше постојано, а по крајот на првата четвртина гостите имаа водство од 2 разлика. Во вторите 10 минути домакините се консолидираа, погодија неколку удари за 3 поени, па на полувреме се отиде со резултат 35-35. Во второто полувреме повторно беа изедначени и двете екипи. Пелистерци успеаа да направат разлика од 6 поени во 2 наврати, но гостите брзо се враќаа во надпреварот и истат успешно ја анулираа. Дека овие две екипи беа исклучително израмнети во секој аспект, потврдува и тоа што ниту една од екипите не успеа да направи во текот на целиот надпревар некое повисоко водство и да се одлепи од противникот. Пелистерци пред самиот крај на надпреварот, односно на 3 минути до крајот, имаа водство од 4 разлика, 70-66, но во наредните 2 напади повторно гостите стигнаа до израмнување. Во хичкоковска завршница, Фил Хокинс, кој посветувајќи се на тимската игра, може да се каже дека беше во сенка во текот на целиот надпревар.
На крајот беше меч винер за домакините, погодувајќи за 2 поени на само 4 секунди до крајот на надпреварот. Гостите тргнаа во брз напад, но шутот за 3 поени на Михајловски беше непрецизен, пошто следеше големо славие кај зеленобелите. Наефикасен во тимот на Пелистер беше Гоце Анакиевски со 21 поен, погодувајќи 4 тројки, а уште 3 играчи беа двоцифрени. Одличен беше Андреевиќ со 17 поени и 7 скокови, додека Голубовиќ имаше 11 поени и 5 скокови. Американскиот интернационалец Фил Хокинс надпреварот го заврши со 10 поени, 5 скокови и 4 асистенции. Во редовите на АВ Охрид, двоцифрен број на поени постигнаа Младеновиќ 15 и Јаневски и Михајловски по 14 поени. Зоки, најпрво честитки за победата, на вистина еден трилер надпревар можам да речам. Водството се менуваше цело време, водевте вие, водеше Охрид, но на крајот меч винерот Фил Хокинс. Како си задоволен од овој надпревар? Ние знаевме дека ова е надпревар за опстанок, така да кажам. А сега ни се многу поголеми шансите за опстанок него пред овој надпревар. Знаете како оние надпревари што ги зацртавме пред првенство како клучни надпревари што треба да се добијат, ние сите ги добивме, вклучувајќи го и оне против Вардар во Скопје што беше, така да кажам, екстра поени за нас. Што се однесува до овој надпревар, тие се доста искусна екипа, тие се екипа со 4-5 странци, тие се екипа која знаат да играат кошарка, меѓутоа по некои спретни околности ние сме после овој прв дел пред нив на табелата. Така да, од овој надпревар знаев дека ќе биде тврд многу, игра на нерви до самиот крај, со многу погодени шутеви од надвор што не очекував од нив. Меѓутоа што е тука, на крајот имавме напад за победа, го искористивме. Среќно не примивме тројка со последниот шут на Михајловски, така да не да сум задоволен, туку сум презадоволен од овој надпревар се. Бидејќи правевме интервју и пред почетокот на сезоната, ти кажи тогаш дека ќе му даде шанса и на битолските кошаркари, па еве, бидејќи сме на полусезона, како си задоволен од она што екипата го сработи во текот на првиот дел од оваа сезона и каде понатаму може да се развива оваа екипа? Знаете како, прво треба да се заблагодарам на општина Битола во секој случај затоа што еве направивме тим, екипа во договор со нив, екипа со, така да кажам, 10 битолчани во ростерот. По тој договор и со тој буџет тргнавме во оваа втора лига и во оваа прва лига и главна примерна цел ни беше опстанок во лигата. После оваа прва полусезона
јас мислам на сите напревари, колку што може, знаете, сакам да им давам на сите шанс, на битолски играчи и на странците, на сите да покажат што знаат. Меѓутоа, верувајте во вакви напревари каде што се решава еден првенството за опстанок, е многу тешко да им даде шанса на помладите играчи. Така да на оние напревари каде што е веќе решен победникот, на пример во Работнички, во Куманово, јас им дадов доста шанса на младите играчи, Софени тука, каде што победата ќе ни избега или каде што немаме некои поголеми шанси со тие многу посилни екипи, јас им давам шанса на младите играчи да играат, но меѓутоа верувајте, одговорноста е моја, подобро да останеме во лига отколку на овие напревари да експериментираш со сите играчи, со сите 12. Многу е тешко, јас сакам сите да бидат задоволни, сите во екипа да бидат задоволни, меѓутоа овие млади играчи битолски само со самиот тренинг што тренираме тие напредуваат страшно многу, а плюс тоа играат и М20 и М18 на првенства, што значи тие имаат напревари во секој случај. Ќе им дадам шанса натаму на сите оние напревари во гости каде што или дома каде што немаме некои поголеми шанси, јас ќе се потрудам да им дадам шанс уште еднаш. За оваа полусезона до сега благодарност и до општината со она што е ветено за сега е се исполнето. Така да се надевам во вториот дел ќе направиме уште некоја победа, па да тој опстанок да го обезбедиме што поскоро во првенството, а не да чекаме до самиот плејаут, до самиот крајот на плејаут. Со постигнатите 3 победи, може да се каже дека првиот дел од оваа сезона е доста успешен за битолската екипа, со оглед на играчкиот кадар и квалитетот на другите екипи. Остварените победи на Дохрид, Вардар и Струмица се доста значајни во обезбедувањето на опстанок за екипата предводена од Зоран Петковски. Во наредниот период следува пауза во која Петковски на тренинзите може да работи со своите играчи во оние сегменти од играта каде е најпотребно. Најзначаен, а може би и пресуден за целокупниот тек на сезоната за зелено-белите, ќе биде токму надпреварот од 9-тото наредно коло кое ќе се одигра на 21 јануари, кога Пелистер на домашен терен ќе го пречека Вардар. Доколку зелено-белите успеат да триумфираат, тоа ќе биде уште еден чекор напред кон обезбедување уште една сезона во најсилната македонска кошаркарска лига.